Гимназискиот двор беше и остана до денес епицентар на кошаркарските возбудувања во градот Штип. Ако некогаш тука отворено се пишуваше кошаркарската азбука преку правествените лекции, тогаш денес тука се калат идните баскет таленти уживајќи во кошаркарската игра. Се е исто, само го нема оној електричен гајтар на кого висеа светилките како импровизација на рефлектори. Тука по половина век се собраа некогашните кошаркари на Работник да се потсетат на тие денови, да евоцираат спомени и пристојно да го одбележат овој значај јубилеј. Тука беше и првиот претседател на кошаркарскиот клуб Работник. Ваа само може да кажам дека е златна генерација и најдобра генерација во тоа време. Ова го зборувам затоа што морам да го споменам во не се сеќавам колку година беше освоено прво место во Македонија и требаше да одеме во Скопје, се одржуваше турнир од цела Југославија за квалификација у втора кошаркашка лига у Југославија, која беше многу јака кошаркашка лига. И за среќа, за несреќа, председателот тогава и на собранието немаше разбирање, не сакаше да вика не можеме да ви помогнем никако за припремите. Требаше да се припремаме. Едино можна вика да ви испратаме на Плачковица. Чест и привилегија беше да се носи дресот на кошаркарскиот клуб Работник и да се продолжи традицијата на добри штирски кошаркари кои ги поставија темелите на модерната кошарка. Тука беше капитенот кој во името на присутните, но и во име на оправдано отсутните, како и на оние кои прерано се заминаа, се чувствуваше оправдано возбуден. И евидентно е, мислам, чувството на возбуда кај сите тука мои клубски другари, ја како најстар, да речем, посебно сум возбуден заради тоа што кога ќе се помисли дека се поминати 50 години, тоа е половина век, и со една ваква ведрина, кај тука присутните, наистина би рекол дека ме подмладува. Во оваа прилика сакам да спомнам и еден начин, тажен момент за отсуство на наши колеги кошаркари, како што се Владо Чучков, Павле Георгиев, Мите Тртката, со желба тај број да биде шо поман во наредниот период. Да имаме можност сите овие тука што сме и во наредниот период да се среќаваме заедно со вас како помлади и ние како, да не кажам, зрело пунолетни. Како чистото вие сте од она генерација каде што немаше спортски сали, каде што првенствените надпревар се игра ова во дворот. Значи, она е било сплотено помеѓу навивачите и самите играчи. За она тука спојка измеѓу играчите и гледачите, тоа е незаборавно. Мислам, тај амбиент не се заборава. Јас сега ја носам сликата, ако ви кажам, и од оградата, и редарите, самите гледачи кои што ни помагаа, и од ред други наши сограѓани кои што, за да обезбедеме некои средства, правевме игранки во оваа сала, и од музичари кои што ни помагаа, ни свиреа бесплатно, до вратари кои што бесплатно, мислам, предаваа карти, кинеа карти и така натаму. Тоа се убави работи. Во спомен и сеќавање на овој јубилеен настан, сите присутни некогашни кошаркари на Работник со должна почит и респект кон својот прв тренер и спортски педагог Методи Шишков се потпишаа на баскет топката која и во пригоден момент ќе му биде предадена.